Според најновата информација што УНИЦЕФ вчера ја соопшти, 1 од 10 учесници во социјалните мрежи на возраст меѓу 12 и 17 години се жртви на сексуална злоупотреба преку социјалните мрежи. Затоа денес прашуваме колку сме одговорни во користењето на социјалните мрежи и нормално како можеме да кажеме дека сме одговорен корисник на истите. Вики разговара со комуниколог Бојан Кордалов. Добро утро и добре дојдовте. Верувам дека ќе откриеме многу начини за тоа како треба да ги користиме социјалните мрежи и каде грешиме најмногу. Повелете. Благодарам, Оливера. Добро утро, Бојан. Благодарам што секогаш сте достапен за медиумите и говорите за овие важни теми. Колку сме одговорни во користењето на социјалните мрежи, тема која што се провлекува низ годините наназад, меѓутоа еве денес до кое ниво стигнавме и каква е свеста при користењето на социјалните медиуми. Горе-долу сме на индивидуалната одговорност и се учиме. Се уште како да користиме, бидејќи и покрај тоа што 20 години постојат, долг период социјалните медиуми беа негирани дека воопшто ќе фатат толкав замав. Нема единствен рецепт кој што води до одговорно користење, меѓутоа има еден рецепт кој што вели дека треба да го правиме она кое што не прави да се чувствуваме комфортни, кое што го штити нашиот интегритет и кое што сакаме да биде видено буквално од секој човек. Другото е во рамки на она како ќе се поставиме и другото е во рамки на она емпатија која што вели да го правиме само она што сакаме на нас да не биде направено, односно да не го правиме и да не го кажуваме она кое што кога некој би го кажал кон нас или за нас, би не повредило, би не погодило. Така што мораме да се градиме постојано, но во исто време и да туркаме одговорни институции, одговорни регулатори и секако регулација, особено денес кога вештачката интелигенција заедно со социјалните медиуми може да направи многу големи позитивни чекори, но и многу големи проблеми ако не се користи правилно и регулирано. Токму така, каде е границата помеѓу слободното изразување на сите нови социјални медиуми и помеѓу одговорноста наша таму, знаејќи дека се што пласираме таму станува за секогаш? Одговорноста е во она кое што се вели личен интегритет. Како сакаме ние да изгледаме онлайн, каков печат сакаме да оставиме. Мора да разбереме дека ако денес имаме лош ден или некој нешто не изнервира, дека социјалните медиуми не се местото каде што ние ќе се испукаме. Заради тоа што сето она што ќе го кажеме, како ќе го кажеме, остава трага и остава печат и не представува нас. Бидејќи за секое наше појавување стоиме ние лично и се гради нашиот впечаток, нашиот имидж. И тоа е многу важно. Исто како што кога одиме до продавници или кога одиме до блиски луѓе во комшилукот, внимаваме дали поздравуваме или не внимаваме. И така натаму, од тоа зависи како се градиме себе. Социјалните медиуми се само едно големо огледало и една голема тепсија, да речеме, на која што се е послано и може да се види. Така што јасната граница мора да биде нашата одговорност. Втора работа, ако ние сметаме дека денеска не се согласуваме со некоја личност или со нешто, ние немаме право да користиме пцовки, да клеветиме, да фрламе клетви, затоа што исто како што тоа кога би го направиле на телевизија или пак би го направиле во секојдневието, би се соочиле со санкции, истите санкции стојат и во онлайн простор. Може би делува дека е потешко да се стигне до тоа, меѓутоа ако само разлистаме ќе видиме колку казни и колку процеси се водат секојдневно не само во Македонија и во светот. Радува фактот што дел од казните се изречени токму и тука во Македонија, чинам беа за коментари кои што потекнуваат говор на омраза. Зошто е се почест таквиот говор на омраза на социјалните мрежи? Постојано сме сведоци на навредливи коментари, на пцовки на социјалните медиуми. Значи ли тоа дека треба поголема и регулација, меѓутоа од друга страна и свеста кај самите корисници на социјалните медиуми дека тоа навистина не треба да се одвива на таков начин и токму таму. И тоа е вид на комуникација која што остваруваме секако. И тоа погрешна комуникација. Не сметам дека е толку честа, меѓутоа е многу гласна. За среќа, помал број од луѓето се служат со говор на омраз и дискриминација. Меѓутоа, за жал, и еден кажан лош збор и една кажана навреда, повреда, говор на омраза одекнува многу погласно од другото. Некојаш тоа делува како сер, па се смееме, сметаме дека тоа е интересно, кога се омаловажува некој, меѓутоа никогаш не е интересно, бидејќи како велат што е наоколу ќе дојде и кај нас. Како што не е убаво кога внука
на училиште ќе биде исмејуван за физички изглед, за носење очила, за начин на седење, однесување. Така не треба да не биде убаво кога ние исмејуваме некоја личност која се појавила јавно или кажала некој збор, само затоа што сакаме да не биде интересно или да видиме. Имам чувство како граѓанинот од другата страна на тастатурата да се чувствува послободен да го каже сето она во комуникацијата кое што не може да го каже. Мислам дека клучот е во емпатијата. Не се разбира дека тоа што го правиме се враќа кај нас. Не се поврзува дека денеска исфрлените клетви, зборови, навреди, дискриминација, види ова, ваква, таква, види го овој, да не редам сега, да не се приклучувам кон тоа, дека утре се враќа како бумеранг од општеството. Затоа што ние правиме, даваме ветер во грб, поддржуваме ширење на говорна омраза. И нормално општеството се труе. Се трујат училиштата, се трујат децата, се трујат младите, се трујат повозрасните, едноставно каде и да одите вие како бумеранг ви се враќа тоа што сте го посеале. И тоа е суштината. Ако нема емпатија, ако нема разбирање дека интернетот е наше место, каде што сакаме да поминеме време со истомисленици, со луѓе што имаат различен став, да научиме нешто ново, да размениме, да кажеме, но и да примеме информација, значи да имаме некаква размена, значи голема енциклопедија онлайн. Ако не го сватиме така, тука го сватиме како место каде што ние ќе се исфрлиме целата негативна енергија, ќе се извикаме, ќе се вратиме потоа пред телевизорот или се вратиме на каучите и кажеме супер како кажав најдобар сум, тогаш само создаваме токсично општество кој што изгледа вака. Се свири повеќе, се вика повеќе, царува негативниот говор, се плашиме за децата во училиште дали ќе имаат сајбербулинг или не, или директен булинг. Едноставно стравуваме дали по автобусите се случуваат напади и така натаму. За жал, така изгледа општество кое што толерира говорна омраза и неказнивоста. Така, ги споменавте децата, оние најмладите кои што и тие се на социјалните мрежи. Дел од европските земји чинам воведоа и забрана за социјални медиуми за деца до 16 години. Што се случува кај нас, каква е одговорноста, регулативата и колку треба да бидеме одговорни за присуството на најмладите на социјалните мрежи. Се случија неколку врснички насилства кои што беа самите споделувани, објавувани токму на тие социјални медиуми. Каква е одговорноста и кон каде движиме во тој правец? Законите се јасни. Не треба нити моје, нити ваше, нити било чие толкување дека до 18-та година во животот родителите имаат одговорност за своите деца. И тоа се рефлектира и во онлайн просторот. Меѓутоа, клучното е каков механизам, каква отпорност и каква дигитална навика ќе создадеме кај најмладите од најрана возраст. Знаете како, не е да се критикуваме. Многу пати сум зборувал дека родителите денеска заслужуваат многу награди за тоа како се справуваат и како ги воспитуваат своите деца, бидејќи за разлика од порано кога кога имало многу обврски во секојдневниот живот да се воспитано дете, денеска ги има истите обврски, плюс да се создаде таа репутација и тие здрави навики во онлайн просторот. Но тоа значи многу едукација. Ако сакаме да направиме генерации кои што ќе се чувствуваат комфортно, добро и заштитено во онлайн просторот, мора да се едуцираме прво ние. Ако сакаме да направиме генерации кои што ќе гледаат дека ние само седиме на телефонот или не правиме ништо корисно во интернет простор, или не ја користиме вештачката интелигенција за корисни работи, туку само гледаме на кафе или бараме дај ми тип како да ставам во спортско облажувалници и така натаму, меѓутоа во исто време не користиме за истражување, за анализа, за нешто корисно, за брейнсторминг, бура на идеи, како се вели, во таа ситуација ние нема да успееме да создадеме отпорни генерации. Друго, законите мора да се почитуваат. И како што ги учиме децата надвор да бидат заштитени, мора да ги учиме да бидат и во интернет просторот. И третата работа, институциите мора да постапуваат многу повеќе за заштита на децата, споредно со заштита на политичарите во онлайн просторот. Да, Одрежја веќе ме вела дека имам уште многу малку време, јас би сакала и за дезинформациите кои што многу брзо се шират токму на тие социјални мрежи, како да превенираме и да се заштитиме и од таквите дезинформации, можеби поголема прегледност, повеќе извори, повнимателни да бидеме, да ги проверуваме самите информации кои што се пласираат таму со брзина на светлината, јас би рекла. Така е. Ќе бидам краток, бидејќи немаме многу време.
ако со еден клик може да се добие секаква дезинформација да се прошири, со еден клик може и да се провери. Да ги искористиме алатките на вештачката интелигенција, нашиот ум пред се и над се само да провериме со неколку клика извори кога нештото не ни изгледа дека е точно или ако нешто не изгледа сомнително, а тоа е во многу случаи, на тој начин ќе бидеме најдобро заштитени. Секако институциите мора да се вршат својата работа и да казнуваат онаму каде што има потреба. Бојан, многу ви благодарам за сите овие совети и препораки, секако и насоки како да функционираме на социјалните медиуми во новото време, како да функционираме во интернет просторот. Ви благодарам што прифативте уште еднаш мојата покана. Се надевам ќе имаме уште простор и можност да говориме на овие многу важни модерни теми денес. Во интерес на времето, Оливера, толку за овој разговор. Благодарам, да, како велат, она што не го правиш пред 100 луѓе, не го пишува и не го користи на социјалните мрежи. Многу паметни работи, кажавте, и веќе чекаме повторно на оваа тема, бидејќи е непресушен извори наша иднина. Ви благодарам.